Отворен Балкан вработување. Благојче Костадинов е следниот, да видиме колку конкуренцијата ќе ја подобри работната сила во Македонија. Почна да функционира системот за слободен пристап на пазарот на труд за почеток меѓу Македонија, Србија и Албанија, а експертите од оваа област сакаат да се вклучат и останатите земји од Западен Балкан. Оние кои сакаат да работат во друга земја како да се дома, потребно е да извадат единствен број на Отворен Балкан. Системот почна да функционира од 5 овој месец на сајтот услуги.gov.mk. На нивниот пребарувач со впишување Отворен Балкан се аплицира за тој единствен број, а регистрацијата се прави со електронскиот профил од УЈП. После успешното аплицирање, кое што е со важност од 2 години, има можност за продолжување, а тоа значи полесно вработување како да си дома. Јас мислам дека тоа е добро, дека секој што сака, например, да работи таму, ќе има можност. Се отвараат можностите за луѓето. Мислам дека нема толку разлика спрема Србија и Македонија, отколку спрема Македонија со другите држави. Мислам дека сигурно подобри пари би се зеле во западноевропските држави отколку во Србија. Не знам колку е тоа добро и што Европа ја отворија. Веќе не се знае ништо кој што е, кој и каде е. Се помеша, се измеша. Не дека и кај нас е сјајно во Македонија или на Балканот. Не знам, тоа некако размислуваат повеќе економистите. Значи, што подобар джеп, подобар живот. Мојата професија можам кај сакам технички да работам, добро, не кај сакам, ама дали ќе работам во Србија или тука или Албанија или баш на овие држави тука, многу не ми менува, така што секде би работел, не е проблем. Те си го барат чарето, сите гледат да си најдат начин за да добијат поќе и да му биде ценета работата. Ако му е ценета на друго место, нормално е како им одлив. Ако е ценета тука, ако му е платена како што треба, си сеат луѓето. Не е искрено, тука би останало. Дали според вас тоа би значило одлив на кадри, веќе знаеме дека младите сакаат и западноевропски земји, но сега ова плюс дополнително можат да заминат во странство? Па да, може искрено, би било намалување на кадар. Многу одамна се зборува за тој отворен пазар на труд, но дали тоа значи дека со поголемата конкуренција од кај нас ќе се одлија квалификуваниот кадар, а овде би дошло неквалификуваната работна сила и како тоа би се одразило во бизнисот? Според познавачите на оваа област, до некаде ова е здраво за сите процеси каде е вклучена работната сила. Кога ги погледнеме регионално и европските текови, голем број на наши граѓани сезонално заминуваат во познатите туристички дестинации се со цел да имаат сезонална работа. Всушност, генерално гледано, отворениот Балкан треба да се гледа како можност, а не како закана, бидејќи ќе се создаде дополнителна конкурентност на дестинацијата. Дестинацијата ќе стане од 2,2 милиони на 10 милиони домашни туристи. А токму, нашиот туристички сектор ќе види каде и што е потребно да вложи во човечките ресурси и на каков начин понатаму да развива дестинацијата. Генерално гледано, позитивата е во искуствата, вештините, но и подигањето на стандардите во туристичката индустрија, но и овозможување на нови инвестиции како една поголема дестинација. Сметам дека на ова поле во наредните неколку години треба да се развие дополнителна државна стратегија, но истата треба да биде водена од коморите и имплементирана од соодветните институции. Според официјалните податоци од Агенцијата за вработување за месец јануари оваа година, вкупниот број на невработени е 105.803 лица, од кои најмногу има во Скопскиот регион 22.265, пошто следи Куманово со 10.913 и Гостиварскиот регион со 8.385 невработено работно способно население. Според степенот на образование, доктори на наука се 19 мажи наспроти 11 жени, магистри на наука 582 мажа и 369 магистерки и со високо образование 6749 мажи, а околу 2000 помалку жени или 4371.